Јас сум Јане, хоби ми е боење пластични фигурки и со нив правам диорами. Кога ќе направам диорама, слободно можам да кажам дека е единствена во светов. Да, фигурката, 3D моделот, може да се повтори на друга диорама или како сама фигурка, ама самата диорама, самата сцена, кај мене може да е во пустина, кај друг да е во, не знам, на планина некаде, значи, секоја диорама си е уникатна. Имат работи каде што јас ги не ги знам, како аниме или некој филм или серија немам гледано или стрип немам прочитано и сам морам или да го прочитам стрипот или да го гледам филмот за да видам која сцена да ја одберам за диорамата. Па после тоа ја скечирам на хартија, па ја спремам базата, ги бојам фигурките и после само ја склопвам. Собирате песокот по улици, камчиња, гранки, значи буквално хордери стануваме во животов. Све собираме, мислам, едно камче во диорамата е карпа за фигурката што ја имаме, значи не треба да собираме големи работи. Се снаоѓаме, пошто постојат фирми за хобиво што ги продаваат многу скапо сите тие работи, значи камчиња да купиш од кај нив се многу скапи. Јас можам да ги најдам на градилиште, така, не знам, многу една рака ми е за една година диорами праење, не е ништо страшно. На плажа едно шише песок полнам, ми трае цела година. Уживам да бојам фигурки, уживам да креирам диорами. 2 години, освен кога сум бил на одмор, немам скокнато ден да не бојам. Значи, завршам со работа во 5 сатот, што работам од дома, и одма почнам со боење. Значи, одма, 2-3 сати дневно, немам промашено, секој ден го правам тоа. Најдов модел што личит на него, го избоев, прекрасно испадна, баш со работи што ги сака тој, трева, стапчиња, значи вода и такви работи. И нормално првата диорама што изработив и што најмногу ми лежи во животов кога правам диорами е хорор. Значи нешто со демони, со такви работи. Таа ми е првата диорама и всушност беше експериментална диорама.